побратиме. Најубаво ќе биде да направиме како што ти велам јас. Не сме деца, треба да се закуќуваме, а немаме ништо спечалено. Да го фатиме патот пред дозета, да одиме во царскиот град, да се зафатиме со некоја работа, да така да спечалиме нешто. Да, лесно ти е тебе, побратиме, да речиш така, ти си имаш паричка. Ке си клајш со паричката, ке почнеш некоја работа и ке ти тргни јас шо дапрам шо немам пари. Пак и ти, побратиме, не си без ништо. Тоа шо го имам јас може да се речи дека е ништо. Немам пари. Слушај ме што ќе ти кажам. Побратими сме, во една вода крстени, што се вели, од деца сме заедно, сме делеле лошо и арно, па и од сега така нека биде. Парите што ги имам и што ги имаш, ќе ги ставиме на едно. Така ќе се зафатиме со работа, ќе спечалиме нешто и ќе делиме после. Побратиме, што убаво беше порано. Посевезден заедно. А сега човек глава не може да крени од работа. Туку кажувај ти, како си, како оди работата? Абе како? Парно, да речи човек, оди па ќе застане. Може би не онака како што се надевавме дека ќе испадне. Ама па не е ли да се поплачам, да ти кажем право. И како си, како ти оди тебе? Ами јас да се пожелам греото ќе биде, тече како вода, да ти кажем право. Среќа ли ќе, работа ли ќе, не знам што ќе, ке се си се помни. Амин. Кажи ми ти, ако ти треба помош, јас сум тука. А не, за сега нема потреба. Се надевам дека додека дојде време да си одиме, дека ќе си дојдам на своето. Тука ајде да испиеме уште по една и да трчаме на работа. Чекај, кај ќе трчаме по работа? Треба пари да се заработи. Ами сега сме се сретнале, сега ќе си поседиме, сега ќе се напиеме, јас честам. Бе, Анџике! Арсено, ела вам убав му е муабетот на човеков. Остај го така бокалчето, уште едно полно ќе донесеш. Арсена ќе научи. Како треба. Па побратиме, помина времето и јас мислам дека треба да си го фатиме патот за дома. Спечалихме што спечалихме, јас мислам дека е доста. Да тргнеме утре, што велиш ти? Арно, побратиме, ти оди, а јас не одам никаде. Оти не спечалив нешто. Та и она што ми го даде како заем, го загубив. Така што сега и должен сум. Што имам заработено парите да ме видат во селото? Ами ако не си спечелил ти, јас сум спечелил. Кога тргнавме, делевме, ќе делиме и сега кога ќе се вратиме. Ќе ти дадам половина, само да не остануваш тука сами без пари. Што велиш? Арно, побратиме, никој така не би ми дал. Туку, ќе направиме та работа, а јас брзо ќе се вратам по тоа за да заработам и да ти вратам. Ами за таа работа живи и здрави. Туку да одиме, да се подготвиме и да тргнеме утре. Јас многу и немам што да цемам. Ајде да собереме душичка малце да одмориме. Знаеш што ти многу ми се виде патов? Ама не само што ти се виде, 3 дена одиме, а уште не сме стасале дома. Кај дај до вечера сме дома, уште малку остане. Бре, душева ми изгоре за водичка, ама изгледа некој го има мавнато јажево. Што правиме вака? Се пие вода, а? О, душа ми изгоре. Ами слушай што ќе ти кажам, знаеш што ме текна? Да одмрзнеме тоа појасните па ти да ме спуштиш мене долу, јас да извадам вода, а? И за тебе и за мене.
Бицички Стаса? Ами, ай, ами не е много длабоко. Не е много. Ајде ги. Чекай да... Прво, твоето спуштиме оти... Мојот коджа подолк е. Па да... Така, пак да. Ајде, брзи ја да го извам. Така. Јако е, не мора многу јако да го врзуваш. Нема, добре, ово ти идеш, така. И да паднеш, мога да ќе паднеш. Така. Чекай, потенцијал да го совлечам. Така. Ај, држи сега само цврсто. Уста ми си суши, уста ми си суши. Сега ќе се напиеме, ќе се освежиме убаво. Кроце, кроце. Полека. Ај така. Држам, ја. Ај. Опа. Па со се шешир влезе. Ами, Ајде. пуста навика. О, побратиме! О, А великата ја заборај. ајде, фурли, Држи. О, Шо е? ништо. Ајде, оди. Ајде сега влечи нагоре. Нацрпи. Аха. Ајде. Ке паднио. Нема. Опа. Ајде. Добро. Се напи. Аха. Ај сега први ја да се напијам. Држи. Ајде. Ајде. Си го скршев копитото за малку. Чекај да видам. Црна темница, ништо не се гледа. Нема никој. Овде ке си седнеме. Ајде, овде. И јас сакам овде да си седиме. Многу си го сакам ова место. Најмногу го сакам ова место. Чекај, оти си го сакаше најмногу ова место? Не ти текнува? Не. Затоа што овде никој не врви. Никој никогаш овде не поминува ноќем. Можеме да си седиме, можеме да си зборуваме колку што сакаме за сите лошоти што сме си ги правеле и затоа го сакам ова место. Нели никој овде никогаш не поминува. Никој. Овде, вистина, овде никогаш нити преноќавал. Да. Ти си видел некого? Не. Не? Зрзевулче, а ти си видел некогаш некого? Не. И јас не. И затоа си го сакам ова место. А да знаат за водава во бунарот што е. Да знаат каква вода е ова. Овде не ке може да се помине од луѓе. Вака ке беше работата. Ама среќа што не знае. Арно. Ей, некој да знае за водава, знаеш што? Може и царски зет да се стори. Може. Царски зет? Царски зет може да се Од стори. кај пак ти знаеш за тоа? Не знаеш? Не. Зрзевулче, кажи му. Чак, јас ќе му кажам. Види вака. Водава од Бунаров е лековита. А царската ќерка ја болат очи. И болна е. И болна е. Ако земе некој да ја однесе на царската ќерка од оваа вода, да си ги измие очите, веднаш ќе ја помине болката. Тој што ќе ја донесе водата може царски зет да го сторат.
Не знаеш ли ти за ова? Ништо не знаеш? Не? Како не знаеш? Па не знае. Кажи му дека цел ден денеска. Ета цел ден ечеше телало низград. Цел ден. Ама ти ништо не слушаш. Ушите ти се затнати. Ти се затнале ушите. Да. Ти се одзатнуваат ушите, знаеш кога? Кога? Само нешто за јадење, кога ќе чуеш, тогаш волкави ушите ги правиш и роговите ти се креваат угоре. Тогаш, а за вакви работи ништо не. Не, велиш му се отвараат ушите и тогаш? Не, а? Не, па гледај како шупелка е. Има ли некој? Луѓе! Помогете! Луѓе! Помогете! Пријателе, ти слушаш нешто или само јас слушам? Јас сакам да те прашам. Слушам, ама од каде? Знаеш, си испрашив, си помислив дека сум се поместил од думот. Или ми се причинува? Какво поместување? Некој вика од некаде. Од бунарот доаѓа гласот. Тука сум, тука! Еве го маченикот! Чекај, пријателе! Ќе те спасиме! Не плаши се! Дај го појасот! Појасот дај го! Чекај, не плаши се! Ај, појасот! Ајде! Не може за добро? Волика, слушайте. Ајде, пријателе, држи се! Уште малце! Ајде! Ајде сега! Ајде! Вече! Што бареш ова лејка долу? Лејко едно. Благодарам, добри луѓе. Имала Господ. Има и за мене век на овој свет. Си имал среќа што тргнавме денес, а мислевме утре да одиме. Така. Инаку... Имало Господ, значи. Ви благодарам многу, ви благодарам. Слушај, ај многу не заблагодарувај се. Кажи што зло те натера да влезеш долу. Подобро да не зборуваме за лошото. Сега немам ништо да ви дадам за добрината што ми ја сторивте, знаете. Ама каде и да се наоѓате, ќе појдам и ќе ве побарам, да ќе ви заблагодарам за добрината што ми ја сторивте, да ви кажам. Што ја ти сега добрината, туку кажи што те најде таму долу. Велиш, какво зло ме снашло. Да. Како што рекле старите, секое зло за добро. Така и ова така ќе излезе. Туку сега ќе мораме да се разделиме. Јас брзам, пријатели. Брзам, сум решил царски зет да се сторам. Што? Царски зет да се сторам, да. Ти да сета мака уште се шегуваш. Ами како шегувам? Слушај, ајде побрзај. Арно е тоа, побрзај. За царот да не ја даде черката на некој друг. Оти... После жив ќе си изиде што си задоснил. Арно велиш, Ајде, со здравје, пријатели. Благодарам. Ајде, пријатели. Море, будалаче. Царски зет. И велиш насте те викаат, а? Така е, Ваше Величество, насте. А велиш можеш да излекуваш принцезата, а? Можам, Ваше Величество. Ама знаеш каква е работата? Ако не ја излекуваш главата кврц, ќе ти летне. Ќе ти ја земам. Ако не ја излекувам, Ваше Величество, нека ми летне главата. Ако ја излекувам, ќе ја земам девојката. Ами лели сум дал тако збор, а јас сум цар, лели царски збор назад не се враќа. И ај, штом сум рекол така, така нека биди. Ај, обиди се да ја излекуваш. Сега ќе се уверите, Ваше Величество, дека не лажам.
Богу, честити царе. Сега ќе видиш дека не лажам. Што убав сон сонив. Сонив дека ми дошло едно момче ете вакво беше. Исто. Принцезо моја, се радуваш што си со мене или само дека те излечив ме зеде за момче да ти бидам? Знаеш дека се радувам и пак ме прашуваш. Се радувам затоа што си убав, мил, драг, добар. А кој не се радува на добрината? Честите, принцо. Дојде човекот што го викаше. Нека влезе. Ајде, човеку. Повели, честити принц. Ми кажаа дека ти си еден човек кој што имал побратим. Сте оделе напад, а тој си изгубил некаде по пат. Па сега од тебе бараат да кажеш каде и кај се наоѓа. Јас се сеќавам, тоа беше одамна, кај еден бунар ми помогна за вода да се напием, не знам што се случи, некоја раме и дојда ме украда и куферот. И еве го побратимот сега пред тебе. Насте! Ти си Насте! Јас сум бе Благоја. Побратиме! Види за она на вистина, тие кога дојда храми и многу беа. Знам, Благоја, знам. Се е уред, седни, одмори се. Ќе седнам. Кога остана во бунарот таа ноќ, околу него се собраа тројца ѓаволи. Та почнаа да раскажуваат чудни приказни за некои чудни работи, како водата во бунарот била лековита, како постоела некоја планина која се распукнувала од крв и кога ќе се распукнела, злато излегувало од неа. Ама јас си го запамтив ова за водата во бунарот. Та си земав малку вода, дојдов овде, ја излечив принцезата и еве сега си се сторив царски зет. А ти, што направи со парите? Зафати некоја работа и така нешто? Како тогаш дојдаа рамиите и се стори со парите. Добро, побратиме, добро. Било па поминало, веќе да не се врати. Туку, слушај што ќе ти кажам. Да останеш ти овде со нас, па да се живееме заедно. Што велиш на тоа, сакаш? Па, кој не би сакал заедно кога е? Ама да ме пуштиш само да појдам додома некоја работа и имам да завршам со татко и со мајка да се поздравам, па ќе се вратам. Така. Јас сум тука и те чекам. Испрати го човекот. Ајде, човеку. Тој си го слушнал тоа што сакал да го чуе. Сакал да чуе за царевата ќерка, си слушнал за неа, а за планината со богатството не сакал да чуе. Зошто не сакал да чуе? Затоа што си седнал, се наместил до кралот таму и после ќе сака други работи. Туку јас сега кога ќе влезам овде, ако не паднам, ќе си слушнам за златото во планината, а може ќе си станам и богат. А ако станам богат, може ќе си ја земам и царевата ќерка. Ајде влегувај, не те помати. Тука. Седнувајте да ви кажам. Што сум направила денес? Ајде, кога? Кажи.
Много си го сакам ова место. Много си го сакам. Можам да ти кажам што сакам и никој да не ме слушне. Да. До сега никој не слушнал. Да. Да, до сега. До сега. Да. Знаете што? Што? Знаете дека царевата керка е излечена? Леле! Има жена? Леле! Не. Па, кога сме зборувале? Вчера вечер ноќта кога сме зборувале. Некој бил овде и не слушнал? Не. А, не, излечена, има жена, не слушнал. Да не има и сега некој овде? Нема никој. Нема. Нема. И јас не гледам никој. Нема. Не гледаш никого? Не. Не гледате, затоа што не знаете каде да гледате. Тука? Ти се стори царев зет, малко му беше царев зет. Да, сега. Сакам уште нешто да дозна. Камења! Кај бе камења? Урлајте камења! О, дебате!